Шокирана сум. Видете да ви кажам. Милувате да се повикувате на директиви, ама еве ви шанса една директива навистина да ја реализирате. Сакате да се повикувате на акти на Европски парламент, на Совет на Европа, на Обединети нации, еве ви шанса. Одговорот ви беше машки. Одговорот ви беше мачо одговор. И мене ме чуди, морам да ви кажам, како 4 жени министерки дозволиле ваков предлог буџет да се најде пред нас. Не говорам прво како председателка на Комисијата за еднаквост на жените и мажите, која час поскоро ќе ја закаже расправата за менструалната хигиена, инаку инициирана од коалиционен партнер на СДСМ, туку говорам како жена, како мајка, како баба и навистина не разбирам како немате чувство за темелната вредност, слободи и права на човекот и граѓанинот, бидејќи ова не е само типично женско право, туку е човеково право, како немате чувство и одговорност за членот 9 од Уставот, кој што вели дека постои еднаквост во слободите и правата меѓу останатото и без оглед на половата и родовата припадност, како немате чувство за родово одговорен буџет, бидејќи трендот денеска е во Уставот да се гарантира родово одговорен буџет. Навистина, мислам дека не треба да се обраќам до представникот на владата денеска и нема да се обраќам до него, се обраќам до колешките, без оглед на партиската припадност, зошто до нив, бидејќи ако некогаш и некаде е потребна женска солидарност, која се темели на женската самопочит и почит, тоа е во овој случај, очекувам, како што добивме во потпишувањето на амандманот, машка и пратеничка солидарност, фамилиарна одговорност и навистина мислам дека не сме овој амандман да не помине. Видите, не е во прашање само здравјето на жените. Во прашање е здравјето на децата, во прашање е семејното здравје, во прашање е здравјето на нацијата. Постојано се повикувате на иднината која им припаѓа на младите и на децата, но ајде да почнеме одовде. Што покажува, нема да бројам веќе податоци да кажувам, бидејќи Жаклина ги кажа. Меѓутоа, се вели секаде дека најважното е за здравјето на нацијата, кога се креира буџетот, токму да се тргне од што? Од концептот на социјална држава. Јас сега ќе ви кажам какви социјални случаи секој ден гледаме ние жените, ама изгледа вие не ги гледате. Пред секоја аптека, ката ден среќавам жени со бебиња в раце. Не просат, туку велат. Ве молам, може ли да купите или да ми помогнете да купам пелени за моево бебе? Или може ли да ми помогнете да купам, не знам, да речеме, лек кој што се однесува на бебето? Видете да ви кажам нешто. Јасно ви е вас. Немојте сега вакво барање да врзувате за инструменти за еднаковст, ама ич не ме интересира. Во тешка криза се штитат најзагрозените, најсиромашните.
Да ве подсетам, не е само економска, рековме енергетска, рековме дека е здравствена криза. Значи, ако нешто бараме ние, да се однесувате европски. Па го чувте барањето. Значи, секаде се бара да снизи ДДВ-то за женската, за менструалната хигиена и за бебешките потребни пелени или се лекови се на минимум, на нула. Точно е дека најниската ставка на ДДВ-то е 5 и ние реков, инаку слободно би можеле да бараме воопшто да нема ДДВ за ваквите проблеми и прашања. Значи, јас ве молам, уште еднаш да размислите, да се обидете да го видите светот и со нашите женски очи, мајчински очи, детски очи. Ништо нема да изгуби оваа држава и овој буџет со 13 милиони денари. Напротив, ќе се вброиме во државите кои што имаат 5 и 6% ДДВ. Ке повикуваме на идната јавна расправа воопшто да нема ДДВ. Така што, колешки, јас ве молам, не затоа што амандманот е поднесен од оваа страна, далеку од тоа, амандманот не е наш. Амандманот е по иницијатива на сите оние кои гласно, постојано, одговорно ги штитат најсиромашните, а за жал во секоја криза најсиромашни се жените и нивните деца. Ве молам да го изгласате овој амандман. Не сум член на комисијата, но ме вознемирува кусиот одговор. Да го сведете на инструмент, мислам дека не е во ред. Затоа барам поддршка од сите членови. Ке добиеме силен аргумент во разговори, во преговори, да истакнеме дека се вброивме хуманата категорија на држави. На држави кои кога се повикуваат на иднината на децата и на разбирањето на женските, за жал, тоа е очигледно проблеми, иако тие воопшто не се женски проблеми, дека сме вистински европјани, дека сме социјална држава, како што пишува во Уставот, а не држава на социјални случаи. Значи, барам поддршка и барам едногласно, молам за едногласно изјаснување за овој амандман. Благодарам.